Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со емисијава. На мое огромно задоволство имам специјална гостинка во оваа емисија, моја дамнешна пријателка, моја сограѓанка, со која се знаеме долги години, нема да откриеме колку. Да. Тоа е Ксенија Маказлиева Трајчева, струмичанка која живее и работи во Скопје како одговорен уредник, главен уредник или одговорен уредник во списанието Детска радост. Ксенија, добар ден, добре дојде во нашето студио. Добар ден и драго ми е што денеска гостувам во студио во мојот роден град Струмица, кој што никош не престанав да го сакам, затоа што, како велат, каде е детството, каде е младоста, таму се најубавите спомени, тоа вечно го носиме со нас каде и да живееме во светот. Крвта вода не бидува, велат каменот се тежи на местото, нели? Така е. Ова не е твое прво гостување на програмата на ТВ каналот Виш, секогаш сме имале убав повод за вакви разговори. Овој пат да ги запознаеме гледачите што во Детска радост е актуелно во овој летен период, во кој многу помалку се работи. Не само во Детска радост, веројатно и на други места. Да, кај нас не е смислучок од секое правило. Да? Детска радост и Браво. просветно дело. Ајде, аргументирајте ми го. Точно е тоа, бидејќи иако ние сме препознатливи, нели, за вашето Детска радост по списанијата за деца Росица, Другарче, Развигор и Најсвет, кои што не излегуваат во текот на летниот период затоа што се поврзани со учебната година, значи излегуваат 10 месеци во годината почнувајќи од септември до јуни. Значи сепак сум во право. Да, но тоа не значи дека ние немаме друга продукција и дека не подготвуваме нешто ново за од септември. Она што сме особено горди е проектот кој што го реализиравме лани, а оваа година е веќе во завршна фаза и се надам дека денове е отпечатен. Тоа е прирачник за најмалите од 3 до 4 години, што прв пат кај нас се издава такво издание кое што има еден пристап сосема поинаков од тоа што било досега, значи станува збор за изданието Ајде да се играме, кое што брои повеќе од 100 страници, а и наменето за најмалите во градинката. Прирачник за што? Како тоа изгледа? Значи, во градинките се реализира програма за рано учење и развој и според таа програма за рано учење и развој во соработка со универзитетските професори од педагошкиот факултет во Скопје, создадовме еден прирачник кој што ќе им помогне и на воспитувачите и на децата полесно да ја совладат програмата која што е зацртана со програмата за рано учење и развој. Освен тоа се создаваат многу други изданија, сликовници, книги. Она што е препознатливо просветно дело е носење на светските хитови од надвор, она што го читаат децата во светот, ние тука го носиме, го проведуваме. Имаме многу едно убаво издание Алиса во земјата на чудата, кое што функционира во 3D технологија, значи со мобилен телефон, со апликација на мобилен телефон, кога ќе отворите книгата, ликовите уживуваат. Значи имате цртан филм во живо, а книгата е пред вас. Значи ги покануваме. Ги следите современите текови. Сите современи техови, технологии, тоа што се случува во светот, бидејќи сме присутни секогаш на сајмите за книга широм светот и следиме што е тоа што се случува, да не ги споменувам звучните таблети, паметните таблети, озвучените сликовници, тридимензионалните сликовници, сликовници кои што можете да читате и од нив да направите диносаурус или Формула 1 од самата сликовница. Значи многу богата продукција која што е креативна, која е во чекор со светските трендови, а сето тоа на македонски јазик. Така. Она што е важно да се каже дека Детска радост е дел од просветно дело. Така. Колку години веќе е тоа така? Па од 2004 година сме заедно, работиме тимски. Детска радост се останува препознатлива по литературата за деца, лектирните изданија исто така, се во подготовка, цело лето работиме и на нив, бидејќи децата читаат летото лектира, меѓутоа им се потребни и со стартот на новата учебна година. Издаваме, поддржуваме и млади автори за деца и признати и познати имиња за деца, издаваме нивни книги. Меѓутоа, основната дејност е секако списанијата за деца, би се навратила повторно на нив, затоа што тоа е она што допира до сечие детство. Имајќи во предвид дека веќе повеќе од 7 децении овие списанија се дел од воспитно-образовниот процес во сите училишта во Република Македонија, независно дали се наоѓаат во главниот град, во провинција или во најдалечното село во Македонија, нашите списанија се таму, бидејќи нашата дистрибутивна мрежа
се грижи секое детенце да го добие своето списание или согласно возраста. Така и треба да биде, бидејќи зад вас е една огромна или долгогодишна традиција и како самостојна издавачка куќа Детска радост, за која постои веќе колку години? Од 45-та. Значи првото списание за деца е отпечатено на 3 јануари 45 година, односно првите зборови на македонски јазик наменети за деца и отпечатени се токму во списанието за деца, пред букварот. Букварот е излезен во април 45 година, значи ние сме горди на тој факт, тоа го чуваме како една светилка, како едно златно слово, да речеме, во нашата историја, бидејќи претходно имало тука и таму некои списанија за деца, но тие секако не биле на македонски јазик. Она што е прво отпечатено на македонски јазик, наменето за најмалите, е честа и гордоста е кај нас. И треба да сте горди на овој податок, меѓутоа овој податок е оврска повока да се опстои, значи на рейтингот, на реномето кој го имате. Ова е време нели на конкуренција, на пазарот се појавуваат и други списанија, тоа е добро. Секогаш е добро да има конкуренција, затоа што конкуренцијата е, знаете, многу е кога се тркате сами со себе е една ситуација, но кога на патеката ќе застанат повеќе, а кога вие ќе излезете повторно прв, тогаш верувате во својата работа уште повеќе. Затоа што Детска радост е редакција која што се грижи да ги зачува критериумите или темелите кои што ги поставиле Славко Јарневски, Виле Подгорец, Киро Донев и така натаму сите доени на литературата за и не само за деца, воопшто литературата во Македонија, меѓутоа особено литературата за деца. Тука се воспоставени многу високи критериуми, затоа што денес можете да најдете објавени книги, поезија, проза на автори кои што се повеќе или помалку талентирани, меѓутоа ние сме останале да го држиме оној критериум кој што го поставиле генерациите пред нас, кој што се докажало дека тоа е тоа што треба да биде. И секој се радуваме кога ново име, некој млад автор кој што е вонредно талентиран, која ќе понуди свој ракопис кај нас, ние го поддржуваме. Кога сме веќе тука, ајде малку да зборуваме за тоа каква е денес во Македонија литературата за деца во споредба со некогаш и дали литературата за деца во Македонија има своја иднина, бидејќи претпоставувам ќе навлеземе во некоја подлабока дебата ако анализираме што се случувало порано во тој домен, бидејќи многу познати и признати автори за возрастни се дрзнале да напишат книги за деца, поезија за деца, па не било тоа, да не спомнуваме и имиња, да не спомнуваме и книги. Тоа гледачите секако и не ги интересира. Да, битно е она што сакаме да го кажеме, значи 60-тите, 70-тите години имаме голем број на имиња на писатели за деца кои што сериозно се занимаваат со литературата за деца. Меѓутоа некаде тие имиња се споменуваат. Тие имиња се тоа е Рајко Јовчевски, тоа е Ванчо Полазаревски, тоа е Горијан Петревски, значи имиња кои што звонат во ушите на сите кои што растеле со нив. Тие си денес, некои од нив се уште активни, некои за жал не се со нас, но нивните дела се тука. Литературата за деца се поактивни од порано. Од порано, така е. Литературата за деца нема рок на употреба. Вие ако пишувате за пчелката пред 100 години денеска, ништо битно не се сменило. Меѓутоа, имаме смена во обкружувањето на детето, значи компјутерите ги немало пред 40-50 години, денес се тука, да не зборувам за таблетите и мобилните телефони, значи тој нов импулс мора да се следи. Сега право ли сум кога велам дека имаше еден вакуум период кога немаше нови автори. Да, некако може би еден период и литературата за деца не се сваќаше многу сериозно и некако авторите трчаа повеќе да станат автори за возрастни, но го подзаборавија фактот дека читателската публика се рекрутира од мали нозе. Ако вие не понудите квалитетно литературно четиво на дете од второ, трето оделение кога се описменува, како очекувате да имате читателска публика кога тие ќе станат тинејџери или ќе станат возрастни луѓе? Значи тоа е процес кој што зависи една алка од друга и ако една алка е скршена, тогаш ланецот се прекинува. Токму затоа можеби беше ставена некако литературата за деца во втор план, можеби некои од авторите и беа осуетени или не беа доволно квалитетни за да настапат на таа сцена, меѓутоа еден добар тим функционираше. Така. Она што радува е дека сепак во последните неколку години се појавија
нови имиња, без разлика на нивната возраст. Се појави возраста еден не е Димитар важна. Алачки, кој е извореден автор за деца, но се појавија и млади автори, како што се нашата Сузана Мицева, како што е Филип Динковски и редица други. Така. Димитар Алачки се појави пред некои десетина години. Првите објави беа токму во Другарче. Јас како уредник го поддржив неговото творештво и морам да кажам дека за овие 10 години Димитар Алачки има направено голем чекор напред од она што беше на почетокот и сега. Знаете, многу е битно кога се занимавате со било која професија, да имате некој до вас кој што ќе ве насочи, ќе ви каже во кој правец да се движите, едноставно да биде ментор покрај вас, затоа што талентот е велат 1%, другото е 99% е работа. За да се пишува за деца не е воопшто едноставно, ниту е лесно, ако некој така мисли, веднаш го демонтирам, затоа што пишувањето за деца пред се бара талент. Ако го немате талентот, колку и да се обидувате, тоа ќе бидат обиди за пишување. Меѓутоа, многу е важно да го познавате окружувањето на детето, да ја познавате неговата психологија, неговите педагошки предиспозиции, колку тоа може и уме на одредена возраст. Сега тимот во детска радост, значи сите уредници, се за тоа строго профилирани и точно ја знаат онаа граница, што е она што може да го абсорбира како литература, како стих, како четиво дете од 6 до 7-8 години, па од 8 натаму и така натаму, и ние тоа се обидуваме да го дозираме на најдобар можен начин, за да предизвикаме љубов, а не одбојност кон читањето. И она што радува е, бидејќи ги спомнав Сузана Мицева, Филип Динковски и останатите вие ги познавате, тогаш можеме да кажеме дека денес таа понуда на литература за деца е некаква мешавина меѓу младоста и искуството, бидејќи некои од познатите како што се Киро Донев, како што е Горијан Петровски, се уште работат и тоа многу работат. Да, работат и активни сте на наша чест и задоволство, бидејќи тие се проверени како автори и секој се добре дојдени и сите произлегуваат од нашата издавачка куќа, тие беа наши колеги, наши вработени, сега се пензионери, но сепак активни. Киро Донев долго време ја водеше таа куќа. Да, како не, ние сме учеле од нив, биле наши ментори и се трудиме да ги зачуваме тие критериуми кои што тие ги поставиле. Меѓутоа, оно што отсуствува е реална литературна критика за деца. Тоа е така. Тоа е, еве, ќе го кажам и јавно, нека се охрабрат критичарите да напишат и позитивна, ама и негативна рецензија. Затоа што стојам за овој став дека се што е издадено за деца може би не требало да биде издадено. Затоа што некој автор не е во секој момент доволно зрел за да издаде книга или да биде објавен во некое списание. Имаме обиди за пишување, некои обиди за пишување стануваат професионалност, некои не, застануваат тука. Тоа е исто како во спортот. Значи, некој игра во прва лига, некој игра во подсојуз. Така, меѓутоа успеваат тие што се најдобри. Тие зачекоруваат во прва лига и постигаат резултати. Ова е една јавна покана, еве и до моја струмица, бидејќи од тука излегле многу автори, познати, признати, можеби под небето е така, ете, раја талентирани. Да нешто има, да, раја талентирани луѓе, да пишуваат за деца, да се обратат до кај нас, ние сме отворена редакција, секогаш отворени за нови имиња, за нови соработници, особено ако препознаеме талент, квалитет и посветеност. Ова прилика нема да ја пропуштам за да ја поздравам Сузана Мицева. Ние почнавме со соработка минатата година на моја иницијатива и јас сум горда што открив талент со кој што ние ќе можеме да се гордееме. Не само нашата издавачка куќа, целосно Македонија и литературата за деца. Допрва, така е. Значи, она е присутна една година, меѓутоа покажа одличен капацитет и јас многу верувам во неа и се надевам дека така ќе биде. А што се однесува до литературната критика за деца, тоа не е проблем само на литературата за деца, тоа е општ проблем, дури и во литературата. За возрастни, така е. Воопшто, значи нема критика, нема во театарската уметност, нема во филмската. Некако критериумите како да ги изгубивме низ годините, да. И можеби тоа е така заради тоа што
некои луѓе на своја рака објавуваат во... Знаете, сега има тренд не стојат издавачки куки задни. Има тренд на многу издавање на основање на многу издавачки куки, зад кои што стојат авторски имиња, кои што себе си се препознаваат како автори, па основаат своја издавачка куќа и се објавуваат себе си. Тука нема ништо лошо. Значи да се разбереме. Така и во светот можеби функционира. Меѓутоа, добро е пред да се пушти било што во печат, да претрпи критика, да претрпи рецензија. Да се има усуд во некои работи. Да, реална рецензија. И професорите, кога сметат дека нешто не чини, нека го напишат тоа дека не чини. Така. Нека се огласат. Имаме ние професори за литература за деца и на книжевност, и на педагошките факултети. Значи, се што е напишено не мора да биде поддржано. Апсолутно се согласувам. Тоа е мој став и се надевам дека на многумина кои што сериозно се занимаваат со литературата за деца, сериозно пишуваат и пред се сериозно се талентирани за таа работа. Кога зборуваме за литературата за деца, не треба да заборавиме на уште едно творечко име, а тоа е Ксенија Маказлиева Трајчева. Предпоставувам, вие многу добро ја познавате како одговорен уредник на Детска радост. Колку одговорниот уредник на Детска радост се комуницира со авторот Ксенија Маказлиева Трајчева? Знаете како јас почнав да соработувам во Детска радост со моите раскази кои што ги пишував како студент и така и почнаа соработката со Детска радост и поддршката од тогашните уредници Киро Дојдове, Фрајко Јовчевски, Ванчо Полазаревски беа тогаш уредувачкиот тим во Детска радост. И како студент тоа го работев хонорарно, после тоа некако се намести условите да конкурирам за работа и да почнам таму да работам. Сега што се случува? Кога човек ќе почна сериозно да се занимава со новинарството за деца, затоа што јас почнав да работам како новинар во Најсвет, и после тоа се отвара шанса да станеш уредник на едно од најпрестижните списанија за деца Другарче, тогаш јас знам да кажам уредникот го изеде авторот. Тоа така бива, затоа што целата своја енергија и целата своја посветеност ја посветувате на списанието да биде тоа што било и уште подобро од тоа што го правеле генерациите пред вас, да го зголемите или дуплирате тиражот, да биде омилено списание на децата, да го бараат со душа, да го чекаат и во тоа трчање со времето, па и со домашните и семејните обврски, тие никако не смееме да ги заборавиме дека се тука во нашето секојдневие, се прави еден, да речеме, сами себе си содаваме еден вакуум простор. Меѓутоа, не се откажав јас од пишувањето. Значи, иако уредникот го изеде авторот, авторот е се уште жив. Повторно, да. Авторот е се уште жив и постоја дека е тоа така, доказ се ова Спирко Немирко, Ксенија Маказлиева Трајчева. Што е всушност ова? Овие раскази се напишани токму тогаш кога почнав јас да соработувам 92-3 година во Детска радост, но некако сега подоцна не успеавме да ги издадеме, се издадеа 2014 година со поддршка на Министерство за култура, нели тој редовен конкурс кој што тие го распишуваат секоја година. Сега што е специфично за оваа книга? Кога почнав јас да пишувам за деца, пак да речеме под инспирација или насоченост или предизвикана од Киро Донев, бидејќи јас како дете пишував многу, објавував многу, освојував награди и така натаму, но некако ја гледав својата професионална ориентација во друг правец. Но Киро Донев еден ден ми тропна на врата и рече: "Ти нели пишуваш едно време, нели освојуваше награди, зошто не се обидеш пак?" И јас као да се разбудив од сон во тој момент и почнав да пишувам, бев студент, секој хонорар ми беше добре дојден и така почнаа расказите. Но инспирацијата. Каде да се побара инспирацијата? Тука е генчето кое го има Ксенија во себе, бидејќи по старите струмишани сигурно да се сеќаваат на мајката на Ксенија, која долги години работеше во локалната библиотека Благој Мучето. Да, и тоа во детско оделение, во литературата за деца, каде што јас пораснав, значи голем дел од моето детство помина таму, помина со книгите, со литературата за деца и веројатно бил присутен и талентот, што веќе успеав да се охрабрам и да напишам и рецензенти да ми бидат Киро Донев и Горијан Петревски на книгава. Меѓутоа, кога имате 21 и 2 години, детството ви е уште блиску, значи, и така и поча спомените се тука уште свежи, и главната инспирација за пишување на овие раскази беше мојот брат
Спирко Маказлиев, кој што денес живее и работи во Англија, има своји 3 прекрасни деца. Меѓутоа, неговото детство беше преследено со многу интересни, оригинални доживувања кои што јас сите успеав да ги опишам. Меѓутоа, сите раскази не се негова вистина. Тука има обработено и теми од растењето на моите деца, кои што секако ќе речат, ама ти излажа, а што ќе рече Ванчо Полазаревски, писателите не лажат. Тие пишуваат, тие фантазираат, тие ги осмислуваат ситуациите за децата за да им бидат интересни, но јас сум автор кој што сака да пишува реална литература за деца, што подразбира она што децата ги обкружува во секојдневието. Затоа што и во литературата за деца имате различни жанрови. Многу ми напишуваат и за волшебници, и за вештерки, и за вили, и да речеме се создаваат некакви паралелни светови во кои што децата уживаат, нели? Секој сака да е волшебник, секој сака да има надприродни моки, меѓутоа јас сум свртена кон она што е нивното реално обкружување, нивната социализација, нивното соочување со самите себе, со родителите, со браќата, сестрите, другарите и така натаму, и покажа дека оваа збирка раскази предизвика интерес кај немладата читателска публика, присутна е, ја читаат, ми се јавуваат. Оваа година дури имав едно 10 средби со 10 одделенија од скопските основни училишта, каде што сите си ја земаа книгата, па после тоа ќе ми се јават, ќе ми кажат, овој расказ го прочитав 5 пати, исто кај нас дома е, да речеме, и така. Значи, тоа е она што е мојата цел. Оваа година спремам нова збирка на раскази со друг лик и ликови, да речеме, кои што одеа како серијали во списанијава за деца изминатава учебна година, и се надевам на повторна поддршка од Министерството за култура. И ако пред малку констатиравме дека секој наш разговор е разговор со повод, значи еве, наскоро ќе имаме друг повод, повторно да се видиме и повторно убаво да си помуабетиме. А кога Ксенија пишува реална литература, значи реален одраз на детството, тогаш можете ли да ни направите, можеш ли да ни направиш, се извинувам, паралела или една компарација на детството некогаш или твоето детство и детството на сегашните деца? Она што е заедничка компонента на детството во кое и да е време, тоа е играта. Значи, децата секој сакаат да играат, да фантазираат, да имаат манипулативни физички активности. Ние тоа го заборавивме во денешно време. И многу млади родители, сега моите деца се веќе големи, да не речем возрастни, меѓутоа најлесно е телефонот во раце, играј си. Таблетот во раце, играј си. Компјутер. Сега, ние издадовме пред известно време еден прирачник за предучилишна и раноучилишна возраст, кој што се вика Играв јас, сега игра и ти, збирка од традиционални игри за деца и современи, кои што со тек на време биле нови, па станале, се практикуваат во предучилишната и раноучилишната возраст. Вие не знаете каков одзив имавме. И кај родителите, и кај воспитувачите, и кај наставниците. Затоа што некако заборавивме да играме. Ја заборавивме улицата, ја заборавивме мижничката, струмички, да речеме. Мислам дека на тој дел треба... И мижничката, и гоничката, Да, сите тие игри кои што децата ги сакаат. Апсолутно. Ако вие ги насочите во тој правец, тие играат. Јас кога гостувам како автор во градинка или во училиште, секогаш гледам тие гостувања да бидат интерактивни. Да речеме, има еден расказ во кој што се опишува како Спирко го прославува својот роден ден и топката му паѓа во торта и така натаму. Сега, што следува следно за да ги намириме децата? Јас ќе побарам од нив да се наредат во форма на торта, па дел од нив да бидат свекички, па еден од нив да биде славеник, па другите да му ја пеат песна. Децата влегуваат во филм веднаш. Значи веднаш тие сега тука си ги дават своите впечатоци од своите роден дени, што им се случи. Вие имате готова приказна пред себе. Само треба да ја запишете, а децата сакаат да играат. Она што е различно кога јас растев и сега е компјутерската технологија или технологијата. Воопшто која што според мене сметам дека им е премногу достапна на децата. Тоа може би треба да се лимитира и во законско ниво. Јас лично се прашувам зошто децата носат телефони во училиште. И јас исто така. Зошто во најмала возраст дете од прво, второ или трето одделение треба да има телефон? Тоа си има наставник, си има педагог, си има стручна служба во училиштето, безбедноста е сосема на високо ниво сега и сите училишта си имаат своје обезбедување. Зошто е потребно некој родител да му звони на детето за време на час? И да го руши. И обратно. И обратно.
Зошто? Зошто детето да може во секое време да го повика родителот за секаков некаков хир или неправда која што чувствува дека му е направена. Детето мора да се бори за себе, да се социализира, да знае да комуницира и само да се изборува. Родителите секојаш тука за поддршка, тоа не е дискутабилно. Меѓутоа, зошто? Компјутерите може да бидат многу креативни, децава се јутјубери, прават своји видеа, постираат, меѓутоа тоа да биде под контрола. Многу е битно да биде под контрола, да биде креативно, да биде едукативно, пред се воспитно. Не можеме ние да му дозволиме на детето без контрола да биде на компјутер. Или да се закачи на било кој вебсайт или интернет страница и така натаму. Ксенија, започнавме со списанијата за деца и ќе завршиме со списанијата за деца, кога треба да ги очекуваме. 1 септември стартува новата учебна година. Новата учебна година стартува, ние нашите списанија ги подготвуваме. Оваа година сите потребни одобренија од Министерството за образование се веќе добиени на време. Значи 15 септември е датумот кога стартуваме секоја година. Знаете, тоа оди на принцип списанијата, бидејќи се одобрени и препорачени за употреба од Министерство за образование и наука на Република Македонија, тие се понудуваат на родителските средби, значи родителите се тие кои што одлучуваат дали списанијата, затоа што нели е поврзано со финансискиот момент, меѓутоа за среќа наша имаме голем одзив, голема поддршка и од родителите и од децата и од наставниците, тоа се покажа така и минатата година, а ние само можеме да ветиме дека од 15 септември, иако стојат 7 децении зад нас, доаѓаме нови, свежи и во чекор со современото дете. Кога сме веќе тука, колку наставниците? Жена ми е наставник, вие добро ја познавате, жена ми е наставник и многу редовно, според муабето што го правиме дома, нели? Многу редовно се одржани од тие списања и ги потребува во секојдневната настава. Да, тоа е така, колку е тоа пракса во Македонија? Да, пракса е и тоа реална пракса, затоа што списанијата за деца во чекор ја следат наставната програма по сите предмети и понудуваат содржини кои што се готови подготовки за на час кои што лесно можеат да се реализираат. Особено во малите списанија Росица и Другарче постојат посебни додатоци кои што се целосно дидактички, бидејќи се тие мали деца, едните се неписмени, другите што туку се описменуваат за вежбење на моторика, боење, препознавање на бои, броеви и така натаму. Меѓутоа, пред се го носат предзнакот литературни списанија за деца. Затоа што кога они сега учат за сообраќај, ние им понудуваме гатанка за сообраќај, понудуваме драмска игра, понудуваме расказ, од кој што децата преку читање ја осознаваат темата која што треба да биде совладена во процесот на воспитно-образовниот процес. Така е полесно. Низ приказна е се полесно. Муабетот многу убаво ни оди. Но времето не исти. Ама времето не е толку колку што е планирано за овој разговор. Седи, јас ти благодарам за гостувањето во емисијава. Веќе реков, се надевам дека ќе имаме уште многу убави поводи за вакви убави разговори. Еве, следниот е твојата најнова книга. Се надевам. Книга на Сузана Мицева на која ти ќе присуствуваш. Секако. И така. Ти благодарам за гостувањето. Јас благодарам што одвоивте време за нас и една отворена покана за сите млади кои што сакаат да пишуваат за деца, нека не контактираат, нека дојдат во наша редакција на Facebook страница или не знам по интернет како им е најзгодно така, но и до децата. Затоа што ние го поддржуваме и детското творештво. Цртајте, пишувајте, ние сме тука, нашите страници се за најмалите отворени, за прв пат да бидат промовирани, затоа што низ нашите страници поминала и Сузана Мицева, поминала и Ѓорги Калајџиев, поминала и Ксенија, сме објавувале на времето. Сега сме тука првите објави да ги направиме на новите таленти и после 20 години да речеме да, првата објава беше во нашите списанија. Токму така. А ние сме отворени за сите новитети во детска радост. Благодарам многу.